Она што никој нема да ви го каже во даденава ситуација е дека единствениот вистински болен е светската економија. Така наречената развојна економија се заснова на постојан раст. Тоа постојано го слушаме кога станува збор за економијата. Годишен раст на бруто домашниот производ подразбира зголемено производство на добри услуги во однос на изминатата година. Да речеме дека станува збор за 5% раст. Тоа значи дека на 100 единици произведени лани, годинава треба да се произведат 105. Овие 105 се основа од која се изведува процентот за раст во наредната година. Што значи, ако повторно земеме раст од 5%, тие 5% се на основата од 105 единици. Без да звучам сложено, сакам да кажам дека константниот раст на економијата се заснова на неколку работи. Постојана експлоатација на ресурси, постојано ангажирање на нови производствени капацитети, технолошки, просторни и човечки, и пред се постојан раст на потрошувачката. Верувањето дека овој систем е добар се заснова на времето и околностите во кои се појавува. Излегувањето од средниот век беше проследено и со развој на нови технологии. Првин со манифактурата, а подоцна и со појавата на парната машина, првата индустријска револуција го инаугурираше овој концепт. Тогаш населението било значително помало и претежно распрскано по селата, додека земјените ресурси изгледа готово како неисцрпни. Јасно, ова довело и до трансформација на градовите, кои од тесни заградени со ѕидини се претвораат во големи, отворени, индустриализирани мегалополиси. Натаму развојот на оваа приказна е јасен. Раст на населението, индустриализација и постојано освојување на делови на планетата во потрага по нови ресурси. Овој економски систем имаше и своји геополитички последици. Од една страна одредени држави стануваа колонијални империи, како што се Шпанија, Португалија, Холандија и Британија. Од друга страна се раѓаат нови држави кои настануваа со окрупнување на одредени пред се европски региони, како Германија и Италија. Додека првите галопираа напред јавнати на вратот на нивните колонии, кои му возможуваа изобилие на ресурси, вторите, за да можат подеднакво да се развиваат, бараа начини како да добијат дел од колачот. Големиот ресет како концепт не е нов. Можеби Француската револуција е првиот таков модел. И пак главниот проблем е економско-финансискиот систем, кој кога доаѓа до своите лимити ја покажува сета своја нефункционалност. Светските војни, сите 4 досега, беа обид за некаков ресет и некакво ново нормално. Синтагмата која најмногу ми создаваше одбивност периодов е секако нова нормалност. Старата нормалност не е некој идеал кон кој треба да тежнееме, затоа што таа во својата разузданост доведе до оваа бизарна нова нормалност. Она што мене ми привлекува внимание е секако некоја подобра нормалност. Како да ја создадеме таа подобра реалност? Првин преку дијагностицирање на болестите на модерното живење и согледувањата на состојбите од новата нормалност, а дури потоа правење на концепт за подобро утре. За разлика од новото нормално кое ни се наметнува како колективен концепт, подоброто нормално е концепт на поединци или мали групи од проста и едноставна причина што подоброто нормално е концепт кој поединецот би го прифатил заради убедување, а не под присила. Да застигнеме до него во едно посебно видео, овде ќе се позанимаваме со дијагнозата на проблемот. Кога војната има планетарен карактер, ја нарекуваме светска војна. Моментално сме во самата петта светска војна. Првите две беа класични војни со класично оружје и материјално разурнување. Третата беше специјална војна во која се создаваа спротивставени поларитети и се градеше воен арсенал до ниво кое сега е застрашувачко. Оваа војна, за да нема забуни, ја знаеме под името Студена војна. Четвртата светска војна започна на 11 септември 2001 година и е хибридна по својата природа. Додека во земјите на Блискиот Исток се водеше со конвенционални воени средства, во остатокот од светот се водеше со спроведување на социјо-економски инженеринг. Кога Четвртата светска војна ја покажуваше сета своја безсмисленост, кога веќе изговорите ги снемуваше, Бин Ладен и Садам Хусейн веќе ги немаше, а секој диктаторски ред во арапскиот свет отстапуваше место на демократско безредие,
Во Сирија и Ирак демократските бунтовници се повампирија во калифатот наречен ИЗИС. Во Европа Брекзит ја востоличуваше Германија во хегемон за кој сонуваа сите изминати германски генерации. А од далечниот исток змејот наречен Кина го облетуваше светот и со куферите полни американски долари купуваа се и секаде каде што ќе можеа да купуваат. Во такви едни услови дојде време за претседателски избори во САД. Избори кои знаеме завршија со аномалија, односно со изборот на Трамп за претседател на САД. Светот беше зрел за нова војна. Вака сега од оваа перспектива гледано тоа е очигледно. Не е дека обичниот човек посакуваше нова војна. Ние едва успеваме да ги организираме нашите животи, камоли да заговараме нова војна. Но големите планери изгледа немаа попаметна работа. Деценијата што следеше по последната голема финансиска криза од 2008 година беше само купување време. Производството ги достигнуваше своите лимити, пред се преку максимално роботизирање и селење на капацитетите во делови на светот каде работната сила е ефтина и во изобилие, и пред се со максимално експлоатирање на ресурсите. Пазарот од своја страна изгледаше како прејаден капиталист на божик на трпеза. Едноставно не можеше да поднесе повеќе. Најголемите индустрии, тие кои се стожерни за економиите на добар дел од земјите во светот, се во криза. Државите функционираат на постојано создавање долг. Банките се банкротирани, а единствената вредна работа во системот, а тоа се ресурсите, се во посет на 1% од светското население. Трошките се за останатите 99%. Во ваква состојба, ќе се согласиме дека светот е зрел за еден нов голем ресет. А како што споменав погоре, секој голем ресет значи војна. Ние сме насреде војна. Како секоја војна и оваа има своји причини и непосреден повод. За причините ви зборував погоре. Сублимирано, планетата станува претесна. Ресурсите се понедостапни, од консумеризмот почнуваме да се гушиме во отпад, а развојот на вештачката интелигенција и роботиката го прави поголемиот дел од човештвото излишен. Додека конкретниот повод за почеток на спроведување на овој голем ресет е секако COVID-19. Накратко, ако претходните индустријски револуции го напикаа мноштвото од светската популација во виртуелните затвори наречени градови, сега деиндустриализацијата и дигитализацијата тој затвор го стеснуваат уште повеќе, сведувајќи го на нашите живеалишта. Користејќи го COVID како изговор, се прави се за уништување на реалната економија, во која учествува поголемиот дел на човештвото, средните и малите бизниси, додека се зголемуваат до максимум поседите на големите корпорации, кои како големи тумори го јадат здравото ткиво на општеството. Подоцна, кога мноштвото ќе биде доведено до безизлезност, големите планери, по принципот проблем-реакција-решение, ќе ја спроведат својата агенда скоро без никаков проблем. Проблемот е создаден. Веќе повеќе од една година светот е во прангите на COVID-19. Не толку на вирусот, колку на мерките што глобално се применуваат. А тие мерки како остар нож поминуваат низ социоекономското ткиво, оставајќи го непрепознатливо. Промотор на големиот ресет како концепт е Светскиот економски форум. А идеите кои се наметнуваат подразбираат дека пандемијата ќе биде за век и веков. Идеите за спроведување на еден ваков централизиран и глобално контролиран свет не се нови. Големите тоталитарни системи на минатото тоа го имаа како апсолутен императив. Денес, остварувањето на таа глобална контрола станува возможна пред се заради технологијата со која светските планери располагаат. Многу пати во моите видеа сум зборувал за намерите од една ваква глобална централизација. Овде само сумирано ќе ви го представам светот од непосредната иднина. Интернетот овозможува пренесување во мрежата на сите оние професии кои подразбираат канцелариско работење. А на тоа брго се додаваат и работи како образование, а многу наскоро и се што подразбира култура и уметност. Производството на реални добра се повеќе ќе се потпира на роботи и вештачка интелигенција.
додека трговијата ќе се сведе на e-commerce. Како за трговска размена на големо, така и на мало. Идеалот за транспорт кој не зависи од управувачи е дел од оваа агенда и тој вклучува секаков вид на превозни средства, од автомобили кои возат сами до беспилотни авиони. Финансиите. Финансиите се можеби најфасцинантниот дел од оваа агенда, каде парите какви што ги познаваме денес ќе престанат да постојат. Сите трансакции ќе бидат електронски, а бидејќи добар дел од работниците ќе бидат излишни, се предлага воведување на универзален приход без воопшто да се работи. Ваквиот приход веќе постои како идеја, а во некои држави дури се експериментира кај одредени категории на население. Колку и да звучи примамливо, тој приход подразбира прифаќање на апсолутна послушност кон системот, кој наложува што, кога, каде и како да се купува со тој приход, додека апсолутната послушност кон системот за останатите социоекономски мерки се подразбира. Да се има независен приход на финансии, значи да се биде слободни. Слободни и во делувањето и во размислувањето. Одземањето на можноста за независен приход доведува во состојба на доброволно прифаќање на робството. Ние како генерација можеби и не сме толку интересни. Нас ќе не снема од лицето на земјата обидувајќи се да го браниме идеалот на слободата. Додека идните генерации ќе се раѓаат не познавајќи поинаков свет. Иако сега светската популација теоретски се уште е во пораст, тоа е сконцентрирано во неколку земји и на мала површина, додека остатокот од светот одамна има негативен пораст на наталитетот. Еугениката и намерите за контрола на светската популација се поактуелни од било кога, а новото нормално коси од повеќе страни. Секој ден загубите се резултат на глад, лошо здравство, депресии, загаден воздух, загадена вода, ГМО храна. Златната милиарда е идеал кој изгледа многу веројатен, ако безпоговорно се прифати новото нормално. Ново нормално заради COVID, од кој наводно заболеа редици на познати фаци, но со ниеден фаталитет кај истите, додека кај обичниот народ, смртта како да не бираше ни возраст, ни раса, ни националност. Мрачниот жетвар замавнува со својата коса кон сите нас, а забележете како чудно светската елита скоро целата во поодминати години, а сите витални и енергични за работа. Феномен кој мене ми отвара многу прашалници и дилеми. На темава можат да се додадат уште безброј детали, но мислам дека со изложеното концептот стана јасен. Тој е јавно изложен и немаме потреба да се сомневаме дека се работи на негово спроведување. За него за сега толку, а во наредното видео ќе ви ги изложам можните решенија за искушенијата што доаѓаат со големиот ресет. Јас сум Татничо, драги пријатели, секој добро.